civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Салам алейкум, Узаик. Мојот сопруг секогаш вели и се шали со сите негови пријатели, благодарение на Слободан Милошевиќ, и сите одма ќе почна да кажат како благодарение на Слободан Милошевиќ јас ја најдов својата жена во Македонија, а тоа значи дека поради војната во Босна, кога целата авијација се префрли во Македонија во 1994 година, тогаш египетската национална компанија Egyptair поземи авион на македонски авиотранспорт и тогаш мојот сопруг дојде со цела група на египетски пилоти во Македонија и тогаш во таа 94 година се запознавме и за 40 дена, значи од слободна птица, како што мајка ми секогаш велеше, за 40 дена се најдов мажена во Египет. Татко ми беше шокиран, мојот покоен татко навистина се шокираше, пошто мојот татко работеше како инженер во Кувајт и секогаш имаше некој пониско мислење за арапските држави, посебно Кувајт. И многу добро се сеќавам кога бев многу мала ми велеше керко, за секого да се омажеш, само немој за некој од арапските држави. Меѓутоа ова го зборувам сега и навистина е така, не е ништо лошо или негативно. Меѓутоа, сите арапски држави се посебни, луѓето се посебни, ова зборувам за 70-тите. Меѓутоа, луѓето во Кувајт, и во Египет, и во Алжир, и во Мароко не се исти, зборувам по образование и по социјален статус. Мајка ми во почетокот одма даде аманет, татко ми малку се бунеше, меѓутоа, и кој татко би дал керка за 40 дена, нели, од денот на запознавањето до склучувањето на бракот, тоа беше овде во Скопје, точно 40 дена и 41-иот ден заврши во Каиро. Мислам, јас бев шокирана, затоа што претходно никогаш не бев отидена во Каиро и мислев дека е како Истанбул, меѓутоа не испадна дека е така. Неговата фамилија ме прими феноменално, навистина им сметаше многу што бев слаба, според нив сум била неухранjena слаба, сега се гледа дека го поприми и арапскиот менталитет, па сега веќе одговарам како тип на права арапска жена. Плоча од Месин, која што ја купив кога бев на екскурзија со група од Македонија, во оазата Сива, каде што бедуинците произведуваат накит, а инаку ова е значењето на оваа месингана плоча, е дека јас сум мажена. Зошто? Се има во арапскиот свет зошто и како. Мажена затоа што, знаете, во овие тешки времења кога веќе и за жал се арапските мажи, навистина ќе преминеме после на тие другите прашања и теми, сите ги жалат жените во арапскиот свет, меѓутоа јас од оваа гледна точка некогаш ги жалам и мажите, додека го направат тоа што треба да го направат, да го добијат, да го купат, да го дадат, до 30 години минимум сега некој може да си дозволи да се ожени, и нели се изфрустрирани, нормално е кога ќе бидат странкиња или жена која што не го носи ова зборувам за во позаостанатите делови во Египет, да се додирнат, нели комплимент да пратат. Меѓутоа, замислете мојот сопруг да купува нешто 20 метри од таму, тогаш тој треба мене да ме заштити затоа што некој египетски, затоа што јас сум негова, јас сум неговата круна, јас сум неговото огледало и никој не смее да си дозволи да ме додирне или да дојде метар до мене. Тоа се знае, тоа една од убавите работи во Египет е што се држи оној приватен простор помеѓу мажи, жени, нема дури и во членови на фамилија, нели да се поздрав со бакнежи, тоа помеѓу машки. Јако ќе може да биде сопруг, девер, не е битно, се знаат границите и тоа е оној убав приватен простор кој што навистина се чува. И во банка, тоа е убаво во банка, во автобуси, во метро, посебни редици за жени, посебни редици за мажи. Тоа е еден од убавиото на... Сега од оваа гледна точка и многу ми е драго што е баш
универзумот не донесе Александар баш во овој момент во мојот живот после 50-тите, да може да ги сумираме 28-те години. Навистина, оно што го направив беше лудост. Јас не го сметав за лудост, затоа што духот ми беше таков и секогаш сакав да бидам секаде во светот. Многу добро прашање, што сега јас сама се прашувам себе си како го направив тоа. Меѓутоа, многу отстапки од моја страна и тогаш имав 24 години, не знаев. Она што денеска секоја мајка на ќерката и го вели, треба да си поставиш граници или boundaries. Сега јас имав своји граници во Македонија, како што сите ние си мислиме би требала да се посекако да останам во Македонија или јас во Италија живеев, па сакав таму да останам. Меѓутоа, за во Египет навистина требаше да поставам поинакви граници на почетокот на бракот. Во кој смисол? Фамилијата беше супер, стварно сопругот, јас велам не можам ништо поубаво да кажам, меѓутоа изгледаше на златен затвор на почетокот. Во кој смисол? Се имам, меѓутоа она што највеќе го сакав го немам, а тоа е да работам. Никој мене овде во Скопје, ако се сеќаваш во 90-тите, не ме праша дали ми се допаѓа, како ми е со сопругот, како ми е фамилијата, навикнувањето на начинот на живот. Првото прашање, не работиш, години и години само тоа ме прашуваа. И навистина, а во Египет е многу битно во која класа кој живее. Египетското општество е поделено на 6 класи. И тие класи се запазуваат. Затоа што ако си во последните 2,5-3 класи, тогаш не би требала жената да работи. Затоа што после ќе ти објаснам со следните прашања зошто тоа е така. Во овој чуден арапски свет други се сите концепти. Значи нема крај на приказната. Да, тоа не би беше толку тешко, можеби малку кратките сукњички, многу кратко не сум се облекувала. Меѓутоа, многу ми беше стварно тешко на почетокот, долги сукњи, па она има 24,5 години, а требаше одеднаш да се облекувам како да имам 35, затоа што пак бев јас сопругата на тој и тој. И ова е многу интересно што години и години, можеби сега илјадници луѓе, никогаш можеби моето име не го запамтиле, а се дружиме, затоа што во Египет јас сум сопругата на тој и тој. За било кој зборувам, не зборувам дека само затоа што мажот ми е пилот или јас сум сопругата на капетан тој и тој. Па викам, јас имам име. Не, никој не те слуша. Ти си неговото лице. Жената влегува во бракот, секогаш се живее во станот или куќата на сопругот. Сега бојке побогатите, средновисоката класа и богатата класа, не зборуваме сега за онаа фараонската, за најбогатата, секој татко се труди да обезбеди станче за својата ќерка, за да ако нешто се случи, да она не остане на улица. Меѓутоа, 5 години тоа злато значи. Јас, пример, имам другарки докторки, кои што завршиле, учеле, се мачеле, работеле 1-2 години, се омажиле, почнува семејството и тие веќе не може да работат. И сега, ако одлучи сопругот, пошто е општество на полигамија, значи муслиманите може да имаат до 4 жени, меѓутоа ама, а христијаните па не може ни од таа една да се откачат. И сега жената, ако сопругот рече нема да работиш, не можеш. И навистина многу е тешко да се исполни она што ние го викаме она супер перфектна жена, образована. Толку сме се образувале, толку сакаме, меѓутоа колку можеме на крајот да постигнеме е на крајот битно. И кога јас она што јас мислев да ви го кажам кои се женските права, тоа што моите пријателки ми го кажа е дека женските права, право на глас, жената има во Египет. Правото на избор, жената има во Египет, да се омажи за кого сака, само не може да излезе 2 скалила од незината пирамида, незиното место во пирамидата. Значи, ако момчето е фино, има образование, солидна плата, тури тогаш и таткото се согласува да прескокне од сите тие работи што треба да ги има момчето за да се дојде до брак. Меѓутоа, сега и многу се популарни еве за последниот месец на Рамадан сериите во кои што жената од пред 15 години има право да побара право на развод, значи не може и не мора да се трпи како порано. До пред 15 години мора да трпиш. Што е во двете религии?
Дури сега пак жените во исламската религија имаат право да бара развод, а во христијанството чека 20 години. Сега при христијаните во Египет поднесуваш пријава за развод, значи веќе ако не можеш веќе да издржиш, повеќето од жените во Египет и од двете религии се многу образовани, значи работа имаат, работа заработуваат, не можат да го платат факултетот или приватните клубови, меѓутоа може да ги земат децата и да се грижат за нивни деца. Родителите прифаќаат. Значи правото за развод беше од еден најдобрите закони кои што председателката поранешна Сузан Мубарак, која што е се уште жива, тој закон го донесе и сега еве веќе почнува тоа во Египет иде се полека, ни серии, ни спораки да се променат некои закони, да се променат законите во кои што на жената после разводот би се давале повеќе, значи финансиски, поголема финансиска помош. Работата таа си ја има. И како дојдоа времињата, сега жената некогаш дури, верувај, повеќе од социјалните, да речем повеќе од 50% од населението, платата на жената е поголема од платата на мажот. Не е проблем за платата, меѓутоа проблем е за издржувањето на децата. И според исламот сепак таа не завршува на улица затоа што братот нејзин мора да ја преми. Она место за живење ќе најде. Меѓутоа да се олеснат тие бирократски промени, тежок е животот. Навистина и се гледа разлика од луѓето, тоа секогаш веќе велат луѓето во Хоргада, Шарм ел Шејх, Асуан, Луксор се многу пофини, посмирени од луѓето во Каиро кои што тешкиот живот ги научил да бидат посурови и некогаш мажите наоѓаат исприка и да бидат насилни затоа што е топло, претопло и многу гужва во сообраќајот и тогаш е тоа арапската природа излегува на жената, не ние, нашата, да она тоа го абсорбира, да се повлече додека тоа се помине, за да продолжи, за да избалансира, да. Ова последното, нека завршам со тоа што председателот Абдел Фатах Сиси изјави пред неколку месеци, затоа што се покажа многу случаи и официјално по медиумите насилство врз жените, дека меѓутоа тоа законски треба да се спроведе, дека тешко на тој кој што ќе дигне рака на египетската жена. Тоа сега е како сатира и една изјава, меѓутоа треба да се спроведе во дело да тоа насилство врз жените се намали. Рамазанските, или Рамадан е правото, рамаданските денови на постење 30, тогаш највеќе се дружиме, па доаѓаат празниците, тоа се 2-3 пати во годината, па христијанските празници, и тогаш кога сите се собираат, доаѓа времето на покажување. И сега, знаете што е интересно, што и во Египет, значи, и кај христијаните и муслиманите, за жал, во 2022 година масите се поделени. Жените на една страна, другите на една страна, без разлика на која класа и прифаќаат. И првото прашање е, што ти купи сопругот? И ако сакаш да се осветиш, тогаш е моментот пред фамилијата, пред пријателите, да се осветиш, па оваа година ништо. Утре са бајле, сето тоа што треба да ти биде дадено, ќе ти биде дадено за да не биде посрамотен пред општеството. Тоа му е побитно него многу други работи во кругот на семејството. Многу години поминав плачејќи зошто не работам, додека дојде време да работам. Па работев 13 години и пред 2 години дури ми се случи во јануари пред ковидот. Па на почетокот нели бев дописник за македонската телевизија, станав 1999 година официјален дописник за македонската телевизија, после тоа за Сител, па работев со туризам. Подоцна најдов работа во образование, затоа што мојот сопруг многу лета, па многу време имам на претек. Меѓутоа имав услов еден. Јас ќе ми биде дозволено да работам. Само ако се што треба дома е подмирено, а тоа значи се што треба да се исполни. Ако можеш да издржиш да одиш на работа, добро. Ако не, знаеш дека многу е тежок животот и навистина е тоа така. И дори пред 2 години, пред да го започнам тој мини мастерс на познатата доктор Шевали за свесно родителство, conscious parenting, го завршив за време на ковидот, затоа што многу ми беше досадно.
и имав здравствени проблеми, па морав да го напуштам предавањето во коледж, кое што е многу захтевна работа. И дури на супругот, јас дојде момент кога ќе му речам, зарем не морам да станам во 6:30, зарем не морам да трчам. Тоа е тој момент кога сега во 2022 година, ова е најнова информација што не сум ја споделила со никого до сега, дека веќе и во групите на образованите жени, успешни жени, пошто тоа што го кажувам сега, 20 години се бореа да постигнат нешто и да го сочуваат семејството, и децата да се како што треба, и сопругот да биде како што треба, захтевните египетски сопрузи, сега се наоѓаат во недоумица. Ова не иде вака. Дори сами си викаат коментари, изгледаме лошо, све сме како да речам, ни на небо, ни на земја, се трча по цел ден. Да не заборавам да ви кажам дека Каиро има 26 милиони. Пример, мојата ќерка, ние живееме на едниот крај на градот, а мојата ќерка работи во председателската академија 140 километри. И она во денот поминува 280 километри, а има 26 години, што е веќе преуморна, и пак доаѓа, пак се враќа на она поранешното, како што мажите велат, барем во арапскиот свет. Не мора да работите. Каиро е град на нивоа. Истокот, како и што старата фараонска египетска цивилизација вели, истокот е знак на изгреј сонце, сонцето грее, значи убаво, ден, просперитет, љубов, богатство, а западот е заоѓање на сонцето, сите некрополиси се таму, сите оние задгробни споменици за фараоните се на западната страна, а и посиромашниот дел на градот е секогаш на западната страна. Па дури сега поделбите ќе бидат и многу поголеми. Нов град е направен од 2012 година, тоа е Нов Каиро. Сите тоа е резултатот од несигурностите за време на владењето на муслиманското братство 2 години, кога имаше многу терористички напади, и тоа помеѓу локалците. Не зборувам за туризм. Туризам нема неколку години веќе во Каиро. И луѓето почнаа да бегаат во пустиња, да се градат нови кондоминиуми, а веќе за 2 години ќе биде пуштена и новата престолнина која што египетскиот председател Абдел Фатах Сиси ја прави, тоа е New Administrative Capital, и таа ќе биде како нов Дубај, каде што сите министерства ќе се префрлат од Каиро во новата престолнина и се ќе биде на едно место. 80 километри е од едниот до другиот крај на Каиро. Тоа е 80 километри. Нашиот заменик амбасадор во Каиро, Шарж де Афер, вели, па јас сум можеби 10 километри од Министерството за надворешни работи, меѓутоа ми требаат од нашата амбасада во Каиро саат и пол. Саат и пол, малку километри, кога е се гужва. Меѓутоа многу нови патишта се направени, можам да речам Египет за прв пат. Многу години ке речев, ништо не се случуваше. Ништо не се случуваше. Никој не чита вестници, не гледа телевизии, се е исто. Меѓутоа, последните 3-4 години има поголем напредок. Се гледа дека има напредок. И да не беше ковидот и војната во Украина, што на вистина сега, дури гледам председателот Сиси не се ни смее, веќе почнуваат вени да му се појавуваат на лицето, значи Египет има големи проблеми. За 28 години, 2-3 пати на улица некој ми дофрлил некој лош збор, како христијанка, неверник или зошто не сум покриена. Тоа беше негде до 2014 година. Меѓутоа сега со овој председател, кога дојдов во Египет, 2 жени од 10 беа покриени 94-та, па бројот на покриените жени дојде 8 до 10 2010-та, 2011 после револуцијата 9 на 10 беа покриени, а сега веќе е оној почнува кругот на пак вадење на шамијата и сега се да речеме 4-10. 4 се покриени, а 6 се непокриени, значи. Не се чувствуваше толку инфлација во време на ковид колку што војната во Украина. Имаме девалвација на локалната египетска фунта е 30%, меѓутоа е официјално ке речем 25%. И сега немаме никаков увоз.
не е дозволен никаков увоз. Долари и евра не може да се најдат. Така, Made in Egypt станува секојдневница, меѓутоа тоа не значи дека цените или купуваме поевтино, напротив, цените се многу покачени и јас дури се прашувам на вистина како преживуваат египтјаните, кои што 80% имаат 250 евра со 3 деца. Тоа се 80% од населението. 250 еври, 200 е минимум, 250 евра, не знам како преживуваат со плаќање на училишта, на часови, пораст на електричната енергија, сега се плаќа зонски. Јас секогаш велам на вистина овде ќе дојдам, да не речам се жалите, меѓутоа сегде во светот е лошо. Италија, Франција, шетав летово, Америка, да не правиме муабет. Зголемувањата во Македонија се пониски во споредба со многу држави во светот. Многу работи променив. Прво затоа што морав да научам и морав да научам со сила да не можам да кажам тоа што сакам. Нали, ние викаме, постои една лента и касета која што треба да одмериш со кого зборуваш. Ми се свиѓа во Египет, ми се допаѓа во Египет тоа што формата се мора да се одржи. Ти дома можеш да си оговараш со сопругот, меѓутоа надвор оговарање, па оговарање оние големи со сати, тоа го нема. Постои форма и постои содржина. Добрата страна е што формата се одржува, меѓутоа некогаш кога толку години се дружиш со пријатели, ја дури за време на ковидот открив дека со толку многу пријателства што ги имав, во суштина тие секогаш мене формата ми ја кажувале, а не она правата содржина. Тоа што треба да се каже, тоа што треба јас да го знам, а не тоа што е вистината. А јас како сум се променила? Прво научив многу да не ги делам работите на тоа што овде многу ми смета во Македонија, ќе го кажам сега за прв пат. Јас секогаш верувам во ние, а не јас и вие, ние и тие, поделбата. Ние сме многу мала држава и секогаш се делеше нашата држава на двете страни на Вардар. А живејќи во Египет, замислете мене тоа да ми се правеше тоа што овде се прави во се правеше, не знам сега, да не зборувам, да мене пошто разбирам арапски, да слушам еве таа неверничката, еве таа држава, еве таа религија. Замислете тоа да секој може да си го каже и да си дозволи да каже тоа што треба, меѓутоа секој со почит, без разлика и во помалите градови на Египет, тоа што ме праша, постои дискриминација помеѓу христијаните и муслиманите, меѓутоа тоа се повеќе понеразвиени општини. Затоа не можам да кажам дека некои работи ми се случиле што многу христијани во црква ми велат, па постои дискриминација, меѓутоа ти како странкиња не ја чувствуваш. И јас секогаш верувам луѓето се однесуваат кон вас како што вие се однесувате. Јас и моите деца ги навикнав. Јас не можам да речам проценти на пријатели да ги делам на муслимани или на христијани, јас ги делам на модерни луѓе, рационални луѓе со кои што можам да секојдневно растам, или на луѓе кои што се заостанати. Значи јас преферирам, дури и керките мои не ја знаеа разликата што во Египет е како може да не знаеш кој си, што си и што треба да кажеш и што не треба да кажеш. И ми се допаѓа тоа што барем во мојот дел на градот луѓето се стварно феноменални кон мене и јас секогаш велам дека ние самите ја представуваме нашата држава. Не треба, јас сум Офелија од Македонија. Јас ја представувам нашата држава и секој од нас, без разлика кој и што е. Јас сум лицето на Македонија. Како што и мојата најдобра другарка во Египет во јуни дојде, па сега пак минатата недела. Толку и се допадна Македонија, па дори моите пријатели во Македонија не им се верува дека египтјаните изгледаат вака и дека се образовани и дека им се допаѓа буквално во Македонија, се им се допаѓа. Така да тие стереотипи за тоа, јас верувам во заеднички општества, заедно се може да се направи подобро. Без разлика кој е што е и на која религија и припаѓа на вистина. Мислам, кога светот ќе свати тоа, мислам дека животот на сите ќе ни биде подобар. Масалама. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.